Добар ден, господин министре. Присуствувате во работна посета на Брисел, каде што току го подпишавте договорот за пристапување на земјата кон програмата ЦЕРФ. Па можете ли да ни објасните што прецизно значи таа програма? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, од срцето на Брисел ја потврдуваме нашата посветеност кон европските вредности, демократија, владење на правото и човековите права, преку потпишување на меѓународната спогодба за учество на Северна Македонија во програмата на ЕУ, граѓани, еднаквост, права и вредности. Со ова спогодба нашата земја добива пристап до важен инструмент за унапредување на социјалната права, институционалното јакнење и активно граѓанско учество. Стануваме рамноправен партнер со земјите членки на ЕУ во заштита на човековите права, борбата против дискриминацијата и инклузија на ранливите категории. Дозволете да истакнам неколку придобивки од учеството во програмата Граѓани, еднаквост, права и вредности за Северна Македонија. Програмата обезбедува финансиска поддршка за граѓанските организации, помош за институции во зајакнување на капацитетите за заштита на основните права, платформи за правна помош и мониторинг и активности во борбата против родовата нееднаквост и насилство. Ова учество е важен чекор кон исполнување на критериумите од поглавјата 23 и 24 како дел од нашиот европски пат. И покрај напредокот има предизвици за кои е потребно заедничка работа на сите нас. Ги повикувам сите институции, граѓанскиот сектор и локалните власти да искористат можноста и се вклучат со одржливи решенија за да градиме поправедно, поинклузивно и демократско општество. Уште еднаш голема благодарност на сите чинители кои не доведува до овој момент на овој на вистина значаен договор што денеска ние го подпишуваме. Голема благодарност и до вас као човек што и институција кои се обидувате да ги пресликате сите наши добри и позитивни чекори што ги правиме и као влада, но и као министерство. Сега со пристапувањето кон оваа програма, нашите невладини организации ќе можат да аплицираат за грантови за конкретни проекти. Па ќе можете ли повеќе подетално да ни објасните за тоа? Ако до вчера требаше барањата овие организации да ги достават преку нас, преку нашите министерства, сега на вистина им е отворен патот за да тие директно исцрпат средства од ИПА програмите и мислам дека е овој најидеалниот прат и најдемократскиот метод кој што јас од тука апелирам да го искористат сите невладини организации, па и институции и општини и сите кои што се чинители за овој подпис што денеска го направивме и овој договор. Договорот го подпишавте со еврокомесарот Меград, кој е задолжен за демократија, владење на правото и еднаквост. Па какви пораки пренесе еврокомесарот до земјава во таа сфера? Еврокомесарот е јасен, побара од нас за да ги завршиме сите работи кои што ни ги отварат вратите кон Европска Унија, а истовремено ни рече дека имал план за да го посети нашата земја, а воедно и јас му обетив дека ние до моментот кога тој ќе дојде кај нас на посета во нашата земја, ние
и дел од тие работи кои што ги имаме, ќе ги исполнуваме. Ви благодарам.